Па јас мојот став го имам искажано, човекот не го познавам лично, не можам да го коментирам од тој аспект, но во делот на тоа што значи сондажата на јавното мнение, во делот на моето лично искуство со дел од обвинителството, не со сите, ако барате одговорност, ја барате кај првиот, како што и граѓаните на Куманово, кога се незадоволни, одговорноста ја бараат од мене, а не од пропустите на одреден мој службеник, и јас тоа го прифаќам. Истиот ги прифати критиките, се повлече од таа позиција. Јас очекувам Македонија конечно да ја избере еден обвинител, кој што прво ќе биде свој, второ ќе биде професионалец, без дози на политичко влијание врз истиот, и јавен обвинител кој што навистина суштински ќе го гони криминалот без било каков селективен пристап кон сите, затоа што согласно уставот и законот сите сме подеднакви пред него. А дали тоа ќе се случи или не, ќе го видиме во следниот период. Почна една постапка во која што владата го даде своето мислење. Тие 5 се на маса. Сега Советот на јавни обвинители нека седне и нека го избере тоа што по нив е најдобро. Што е суштината? Ние во според вас, системот. гледате ли некој од овие 5 кои што треба да добијат прво зелено светло од Советот на јавни обвинители? Може да се случи и ниеден да не ги исполнува според Советот на јавни обвинители критериумите. Може и двајца, може и тројца, може и само еден кој ќе биде предлог до владата. Дали вие како Максим Димитриевски, како знам, гледате личност до овие 5 што може да одговори на предизвикот за кој зборувавте вие? Значи, дефинитивно, штом дошле во оваа фаза, да поднесат апликација, да станат кандидати, секако луѓето поседуваат одредено минато во областа која што е работат или сакаат да ја работат, но како и да е, јас не би навлегувал во коментари на имиња, ниту би сакал некој од кандидатите да фаворизирам, лично не ги познавам ниту еден. Од нив сметам дека во нашиот обвинителски систем постојат голем број на сериозни професионалци, кои што за жал некои од нив и се дискриминирани и немаат можност да бидат кандидати поради одредени политички внатрешни интриги кои што владеат и во тој систем, кој што е заробен од политиката и не добија шанса да се кандидираат,